Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи ви јас имаме право да знаеме вистината. Вечера во вистината ќе ја побараме од Владимир Пивоваров, поранешен шеф на военото разузнавање, сега главен играч за сите овие гранични премини, координатор за сите овие царински, полициски гранични премини во Република Македонија, човек кој многу знае, кој има поминато низ сито и срешето. Пред 7 месеци имавме интервју со него и отворивме тогаш темата за украинското оружје. И тога за прв пат се слушна она информација дека тоа украинско оружје не е поклонето, туку е купено, дека поголем дел од тоа оружје кое е купено од Украина 2001 година, всушност претходно било расходувано како старо оружје или било расходувано како одредено старо железо. Вечерва некаде 70 на минути интервју со Владимир Пивоваров, меѓутоа пред интервјуто со Владимир Пивоваров би сакал да кажам две политички тези, за да може да ја отсликаме политичката конјунктура која сега се случува во Република Македонија. Не знам дали приметивте, почитувани гледачи, во изминатиот период има два политички статуси на Никола Груевски, напишани на Facebook, и кога ќе направите некоја мини или површна политичка анализа, тоа доаѓате до две сознања, два можни заклучици. Има многу грешки во тие Facebook статуси на Никола Груевски, што ќе рече дека ги пишувал без притоа некој да му ги лекторира или да му ги редактира постовите или тоа што го има напишано како одредена политичка анализа. И второ, дека можеби ги пишува во одредена конфузна политичка или психолошка ситуација, бидејќи има мноштво на грешки и бидејќи пишува работи ничим изазван за односите со Христијан Мицкоски, за односите со Даниела Арсовска. Тоа ќе рече дека Никола Груевски во моментот се наоѓа во една поприлично лимбо ситуација, ни вамо, ни тамо. Зошто за прв пат после 4 или 5 години на бегство или 6 години после демисионирање од челната позиција на ВМРО ДПМН, Никола Груевски би објаснувал дали стои зад Христијан Мицкоски, дали се среќава со Христијан Мицкоски, какви се односите и релацијата со Даниела Арсовска. Клучната поента дека Никола Груевски е донесен до зид, дека сега за прв пат се плаши дека не е играч на масата, дека некој се пазари без негова согласност и без негово учество за нови 5, 6, 15 или 20 пратеници на ВМРО ДПМН кои ќе гласа за уставните измени и почетокот на преговори на Македонија со Европската унија. Не битен е Никола Груевски, веројатно тоа е пораката, веројатно тоа е мотивот зошто е влезен во процес на објаснување и на дообјаснување на неговиот Facebook профил. И втората поента, ова анализа правиме четврток, бидејќи петок и сабота веќе сум на пат, снимам интервју во Словенија, Хрватска, Србија и во Италија. Меѓутоа веќе се гледат контурите на политичките разврски во Република Македонија. Тоа го најавив некаде пред една недела. Сите прифатија да учествуваат на лидерската средба, емисијата се емитува недела 22 часот, за утре е најавена, веројатно ќе се оствари, лидерската средба која ја повика или ја свика или ја најави Димитар Ковачевски, премиерот на македонската влада. Христијан Мицкоски првично одби да учествува на таа лидерска средба, сега некако се колеба, па вели дека ќе размисли, меѓутоа суштината е следна. Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН се изолирани на македонската политичка сцена. Ако не фатат приклучок и ако не скокнат во возот која води Македонија до Европската унија и до Брисел, ќе останат изолирани, може ќе имат највисок политички рейтинг, иако и тоа не мора да се случи, меѓутоа нема да има албански коалиционен партнер кој ќе сака да коалицира со нив. Тоа ви го објаснав, затоа притисокот е сега врз Арбен Таравари, новиот ВД лидер на партијата Алијанса на албанците после заменувањето на Заедин Села. И ВМРО ДПМН сега ќе му нуди брда и долини на Арбен Таравари, дури ќе му предлага да биде иден премиер на некоја идна влада која би се формирала сега или после изборите, меѓутоа како што сега стојат работите, договорено учеството на Алијанса на албанците во владината коалиција, бидејќи тоа му е неопходно како топло лепче на Арбен Таравари. Ако Арбен Таравари не влези во новата влада или не биде дел на таа владина коалиција или владина композиција која ќе ги почне преговорите со Европската унија, рискира да биде изолиран на македонската политичка сцена. И тоа е суштината на политичките процеси. Од една страна имате Никола Груевски, изолиран, исплашен во Будимпешта, и Христијан Мицкоски, кој сега сваќа дека единствена можност за политичко преживување му е да фати приклучок
со возот кој ќе го води до Брисел, односно до почеток на преговори со Европската унија. Христо Мицкоски во моментот има две опции, две алтернативи. Да трупа пари и да остане на чело на ВМРО ДПМН, да прави авиони, камиони и така натаму. И второто е со помош на СДСМ да ги издржи евентуалните удари на Сашо Мјалков, на Никола Груевски, на Даниел Арсовски, така натаму. Тоа е рамката во која ќе се случат политичките процеси во Република Македонија. Интервју со Владимир Пивоваров трае 70 минути, мини политичка анализа, колку чисто да знаете каде се движат работите, погледнете го интервјуто со Пивоваров, сигурно нема да зажалите. Владимир Пивоваров, после 7 месеци повторно во емисија во Центар. Секој што ќе дојде во емисија во Центар, проблеми некои се прават. Последниот пат кога бевте кажавте дека оружјето кое го набавено од Украина 2001 година било набавено од старо железо. Најголем дел. Во најголем дел. Исто и муницијата. Исто и муницијата. Дека сте били, сте разговарале. Со хидроскопен барут, да, со мојот колега во Киев, разговаравме. На крај, како поклон ми го даде тоа плико и ме замоли да го отворам во нашата земја. Ја го отворив веднаш на аеродромот кога од Киев полетевме за Виена и кога направив нормална економска анализа од фактурите кои се исплатени, односно кои од кај нас се потеглени финансиски средства за плаќање на тие фактури и она што реално е купено беше баснословна разлика во цените. Таму учествуваше Станинов, Маријан Ѓурчев, нели сега еден од кандидатите за председателските избори на ВМРО ДПМН или ВМРО-ски кандидат за председател на државата, Лјупчо Ѓоргиевски, тогашниот амбасадор на Македонија или конзул на Македонија во Украина. Значи многу пари се свртија, бидејќи Телекомот се продаде во тој временски период и најголем дел од парите од Телекомот отидоа за старо украинско железо, што викате. Значи, не ги знам тие финансиски трансакции, кој, како вие што кажувате, затоа што во тој момент кога се вратив од Киев, тоа беше некаде 27-8 септември 2005 година. Од 1 октомври заминав на Фон универзитет како професор, така да истрагата која... Во наводници, тој беше, бевте шеф на воено разузнавање. Така, меѓутоа, тоа беше, да кажем, во тој момент најдобар чекор за мене да заминам, бидејќи тие такви нешта требаше да се спроведе истрага, нормално да види виделина, светлото на денот, нели? Никош не го виде. Како и за многу други работи. Како и барутот на Сашо Мјалков, нели нешто зборевме. Тогаш не, барутот го виде светло на денот, само не заврши во судска постапка. Сигурно била некоја политичка одлука. Точно беше тоа на Табановце, мислам дека се работеше за 10 тона барут. Тогаш МВР, мислам дека имаше апсења, приведувања. Случајно бе во тоа време на граничен премин, кога имаше многу полициски сили околу камионот кој требаше да излезе за Србија. И многу други случаи. Те прашувате за кои не виделе виделина. Значи, 2099 година, каде мислам, како шеф на воено разузнавање, господинот Мјалков, набавува опрема за следење на УХФ и ВХ врски, кои никогаш не биле во функција ни ништо, исплатени се $5 милиона на некоја офшор компанија. И поднесена е кривична пријава, луѓето кои учествувале во затешкување на случајот добија врвни позиции 2006. И тоа е жалното, Васко, кога криминалот ја раководи политиката, политика е сервилна кон криминалот. Тука е проблем. Тие луѓе што го заташка тој случај, 2006 година после победа на ВМРО ДПМН добиваат клучни функции. Да, во најблиско окружување. Сашо Мјалков подоцна сите луѓе од војното разузнавање се ги префрла во државна безбедност или Агенција за национална безбедност, кој дега се нарекува добар дел, и тоа е всушност костурот на неговото разузнавање или разузнавачко милие или гоблинот на разузнавање кој случува во Македонија. Меѓутоа, по моје видување, значи само по моје видување, најквалитетните си останаа во воено разузнавање. Значи вистинските оперативци во кои на вистина си останаа во воено разузнавање, луѓето кои заминаа сигурно имале некои, како што кажавме, дилови на односи. Пивоваров се уште е мокно војното разузнавање, бидејќи дел од војното разузнавање учествуваше во преговорите со Николаус Грилакис, дел од луѓето од војното разузнавање завршија во аферата Шпион, која е 2013 година. Тоа беше повеќе сегменти, една афера составена од повеќе сегменти, со некое кодно име Шпион, бидејќи позадината, како што тогаш велеше ВМРО ДПМН, е рушење на државниот, уставниот поредок и смена на власт, односно правење пуч во Република Македонија.
Значи, пред се, луѓето зборува за вистината. Ова ваша констатација дека Не, луѓе од воено само ја разузнавање цитирам. учествувале, не сум во тоа многу Мислам дека убеден. еден од нив беше Тоше Кошиновски. Да, еве Ако ќе не- ви ако кажам не се за Тоше лажам. Кошиновски. Која сум го Еве, познал. обвинението беше дека работел за унгарска служба, така. Да, тој е обвинуван. А кажете ми како може само после неколку дена од нивното апсење да биде одликуван премиерот на земјата која ве напаѓа разузнавачки? Дали е тоа може? Никола Груевски. Не. Орбан Односно, дојде во Орбан, Македонија, беше- од председателот Иванов беше одликуван, така? Орбан беше поканет од Иванов и од Никола Груевски, тој им беше прашањето. Да, така е. Да. Меѓутоа, како може? Нема никаква логика. Значи, тоа беше исконструирана приказна, не знам дали сте го читале обвинението, со рекла, казала, со никакви цврсти, материјални докази. Значи, Што беше? секој може ли вас да ве вовлече, да и вие да сте дел од таа Добро, групација? што беше суштината, да речеме, на таа афера? Таа беше голема афера, значи, така джамбо афера, 20 луѓе, крупни играчи. Многу ми навела дека требало 40 до 60 луѓе да бидат спакувани, на крај се одлучило околу 22-23. Видете, тогаш нели велевме демократија, луѓето нормално како луѓе имаат комуникации и со странски амбасадори и со на седење, на пиење на кафе. У суштина дипломатијата вели дека амбасадорот комуницира не само со властите во една земја, него и со сите останати граѓани за да има реална представа, да известува во својата земја каде што е акредитиран, значи што се случува, како се случува, и тоа се нормални комуникации, значи не се никакви афери, никакви шпионски комуникации. Не те зашо ја прашам. Ние, нели, аферата Шпион беше всушност насочена кон две држави, дека преку одредени пунктови, локации, играчи во Македонија, вршат разузнавачки недозволени активности за две држави, тој Грција и тој Унгарија. Ние во Унгарија 5 години, колку веќе помина, 4 или 5 години, го имаме Никола Груевски. 5 години. 5 години, а двата клучни играчи на Сашо Мјалков се во грчките затвори. Дури на оној судски... За кого мислите дека е Мислам, грчките затвори? Бошковски и Не се во затвор. Мислам, беа во грчките затвори, после нели пуштени, така екстрадиционен притвор и потоа, да. ослободен. Мислам, не знаеме до каде сега. Секоја земја си има своји постапка. интереси и постапува по своите интереси. Дури Тоа ние- е суштината кој каде се наоѓа и како се однесуваат во таа земја кон тоа лице. Во една ваша изјава, во судскиот процес нели за прислушкување, рековте дека вашиот студент Груевски ви признал дека сте биле прислушкувани. Така е. Поентата- Тоа и глувците го знаат, Го значи има сигнали кои може и сами да ги забележите на мобилниот телефон дека нешто не е во ред. Суштината А не ми- може никој друг во тоа време да ве прислушкува осим службата. Суштината ми е, професоре, дека професор сте и на фон, нели, Така, предавате поранешен се поранешен, на да. универзитет. Суштината ми е дека ако овие две држави вршеле такви активности во Република Македонија, ние имаме премиер кој е пребеден во Унгарија и два од неколкуте клучни играчи во разузнавањето, кој подосна прераснува во Агенција за национална безбедност, се пребегани во Грција. Шефот на воено разузнавање, кој подосна заминува и станува шеф на Агенцијата за разузнавање, заминува во Турција и ние, значи, имаме одлив на разузнавачки материјал, податоци, докази, ноу-хау, софтвер разузнавачки, што се вели. Васко, во прво овие тоа овие треба држави. да го докажеме, тоа е пресериозно вие што го зборувате, затоа што она што беше во аферата Шпион, ако внимателно читате, највеќе се однесува на вербални докази. Се видел, се сретнал и потоа се надодава, се филува. Значи, друго- цел живот се борам за вистината. Друга ми е поентата. Значи, вистината е каде се материјалните докази? Од тоа што се тврдеше. Значи не анализирам аферата Шпион. Велам, Да. премиер на држава кој секое утро или секое сабајле на работна маса добива разузнавачки информации, Не е баш така, како вие што велите секој утро, значи тоа си има протокол, процедури, Ја не значи велам дека нормално дека се известува, ама не во таа Ја не форма. велам дека е прекршена процедурата, меѓутоа велам секој председател на држава, премиер и Не, така зборам на термините секој ден. Значи Добро. по потреба. Тоа се Добро, одлучува еве на по секој потреба. 2 дена, ако е тоа суштина, ако е тоа Терминолошки да не одиме со денови, значи по потреба велам. Поентата Пивоваров е дека ги имал на работна маса. Располага со тие разузнавачки Секако информации. дека ги имал. И Тоа ден да. денес негови луѓе се во клучни институции. И ден денес негови луѓе се во клучни институции, полиција, безбедност. Што е тоа поимот негови луѓе? Луѓе кои ги ставил. Океј, меѓутоа имате луѓе кои у еден момент вие имате доаѓаат. формулација, вие имате формулација, се извинувам, заробена држава. Што е Така заробена е. држава? Одредена држава која стане под контрола на Значи- одредена структура, одредени личности, одредена политичка организација. Ако тој човек Помокна во е тој момент од ставен самата на држава. одредена позиција и имате буквално куклен театар да го играат,
Значи, тоа е суштината на заробена држава. Меѓутоа, некој од нас кој е во безбедносни служби, некојаш во некое време е примен. Ама се извинувам. Властите се менуваат. Значи, не може да зборуваме, играчите само да ви докажам. Ќе зборуваме за тоа. Значи, во тој момент, ако некој е примен човек, си работи професионално, тој не е дел од таа заробена држава. Оние послушниците, слепите послушници, значи тие се дел од заробена држава, значи не ги гледат интересите согласно уставот и законите на државата, туку си ги гледат сопствените интереси. Бидејќи има една српска поговорка: седи где си и за тамо не си. Тоа е суштината на тие луѓе дека знаат дека не се за тамо и се, да кажем, лојални кон, да кажеме, одредена личност која ги вработила. Вие произлегувате одредена политичка номенклатура која доаѓа на власт прво со техничка влада 2015-16, па подоцна 2017 година после 27 април со формулација за робена држава, која потврдува и Европската комисија во својот извештај за Република Македонија. И сега 7 или 8 месеци имаме надавање, лицитација кој ќе биде наследник на Виктор Димовски на чело на Агенцијата за национална безбедност. Не сакам да спомнам имиња, двајца од кандидатите чии имиња се спомнува, бидејќи таму е поделена Агенцијата за национална безбедност на прва управа, втора управа, трета управа и така натаму и така. Уставен поредок, разузнавање, економски криминал и се тоа. Значи, луѓето кои се за уставен поредок бранење, бидејќи вие за да некој прислушкува, некој тоа треба да го види, да го прочита, да го селектира, да даде налог и така натаму. Значи, луѓето кои биле напредувани во време на Сашо Мијалков, сега се кандидати да бидат први луѓе на Агенцијата за национална безбедност. На вистина, да ви Горан Николовски со надимак Џони, оваа власт го стави да биде еден од наследниците на Сашо Мијалков. Значи, тоа се играчи кои бил од најтесниот чинел на Сашо Мијалков, кој ги напредува, кој од ресор на сектор, па надале како ви доаѓа таа веќе систематизација. Добро. Да кажам, дека ние сме и понатаму село без кучиња. Ке дадете некоја изјава, наместо да седни државата да реагира по вашите изјави. Дрва и камења по вас. После секој интервју, јас колку што можам да читам по социјалните мрежи, по изјавите или спиновите што ги прават институциите, не се разговара за што сте кажале, туку зошто сте кажале. Значи, секојаш ние имаме некоја одговорност пред општеството, пред семејството, пред сите, генерална одговорност. Значи, јас тоа го чувствувам како најхуман чин, најпатриотски чин, значи да зборуваме за државата. Значи, ако зборуваме за личните интереси, тоа е друга работа, како што ја зборевте пред малку. Вие сте се задолжени за граничните премини. Тоа е вашата. Национален координатор за граничните премини. Значи, што ќе влезе, што ќе излези, што ќе се... Не, така. Институциите тоа си го прават, ние ги координираме активностите помеѓу институциите кога има потреба од една институција да добие информација од друга, тоа да го направиме во реално време, за да процесот биде завршен од интерес за државата. 30 дена вие ги имате снимките. Кој било законски, отприлика ги имате. Може да ги проверите, може да видите, или тоа минатиот пат го разговараме. Не да провериме, туку тоа се однесува кога има конкретна работа за да се врати снимката, да се види. Имате барање од обвинителство, од судство, барање од оператива, значи сето тоа е во законска форма за да се дозволи. Некако порано што беше секој кој сака да изнесе информации. Можете се сеќавате на фотографиите, односно снимките од граничен премин Богородица, каде што тогашниот лидер на опозиција, потоа премиер господинот Зоран Заев, поминува гранична линија и веднаш се додаде приказна. Отиде ваму, отиде онаму. Тоа е лошото кај нас. Значи, спремни сме за манипулации. Ако има некој доказ, повели со доказот, јавно соопшти го. Ако нема доказ, зошто манипулираме, зошто се лажеме? Значи, ние потонавме во еден систем на лаги. Имаше луѓе од FBI кои доаѓа да помагат на специјално јавно обвинителство? Може да се видат на снимките на Богородица влегуваат, тоа беа информациите. Меѓутоа никој тоа го нема ни објавено, го нема ни демантирано, бидејќи не е објавено. Значи се што има, ако дошло како барање, се проверуваме. На Телма, во топ тема, беше објавено дека камерите не функционираат на граничен премин Јажинце и во тоа време представници на ДУИ вршат шверц на дрога. Апсолутна лага. Значи го повикав новинарот кој го објави тоа, му покажав како функционира системот, електронските докази дека нешто не функционира одат на 5-6 локации, така да никој не може да лаже. Ние сме, кажем, нација која е спремна на шпекулации и мораме еднаш да завршиме со тоа. Не мора да ми одговорите.
пошто спомнавме Гевгелија, нели, пошто спомнавме граничен премин, влезе ли експлозив на Гевгелија? Не сум во тек, значи тоа е работа на царина. Царина е задолжена за стоките, полиција е задолжена за својот полициски дел, евидентирање на возачот на камионот. Значи нон-стоп си влегува за потреби на рудниците, нормално и си има процедура, барање дозвола. Да, барање дозвола, дозволата се добива, процедурата е... Влегле ли мигранти во камионот? Значи во многу камиони ние имаме мигранти. Тоа е сериозен проблем кој веќе се јавува. Влегле мигранти или? Како? Или немате информација? Дали во тој камион влегле мигранти? Значи, некои работи се под степен на тајност, за кои не би можел да разговарам. Си има институции каде што ваквите разговори под степен на тајност, односно комуникацијата се одвива на сосема професионално и ниво, каде што секоја институција, доколку има пропуст, си ги превзема мерки и действија во својот делокруг, другата во својот делокруг. Сепак тоа секогаш зборам генерално за сите премени зборам дека така функционира. Ке не крене пола Македонија во воздух. Значи секоја држава мора да е подготвена. Некој од Афганистан ке запалеше цигара таму камионот, ке летнеше пола Македонија. На превентивно, значи поле, секоја држава си има своји процедури кои мора да ги испочитува. Непостапување по тие процедури, како што велите, може да доведе до сериозни последици по државата. Вие предавате и тероризам, предавате и специјални војни. Не, тероризам не предавам, тоа ми било дел од мојата работа. Тоа е и темата за која баравте да разговарате. Да, и за тероризам, за мигранти, за све оно, влез, излез во државата и така натаму. Овие украинските тенкови, нели, кои ни ги поклонија, па ние им ги... Не се поклонети, платени. Платени, нели, јас, видите, се обидам, нели, да направам приказна, односно презентирам приказна... Поклонети беа бугарските тенкови, колку се сеќавам, а украинските беа платени. Јас обидам да направам блага па иронија од се оно што се случува кај нас по социјалните мрежи, бидејќи сега која војната Украина и Русија, без разлика што јас сметам дека Русија неоправдано. Не може да се најде никакво оправдување за... Ниедна војна не е оправдана. Апсолутно. Меѓутоа за однесувањето на Путин и за Русија не може да се најде ниту еден грам на оправдување. Меѓутоа кој ќе се пласира приказната дека украинците ни ги поклониле тенковите, не тие се платени, извадено старо железо, но ние ги во наводници репоклонивме украинските тенкови на Украина. Имаше пред 10 дена одредена информација дека биле уништени. Ги објави РИА Новости и ТАС, ова новинската агенција ТАС ги објави. Подоцна се покаже дека тоа може да била лажна вест. Никој не рече дека, никој не потврди до нерелевантните извори. Во вакви услови, во вакви војни, постојат такви специјални операции на дезинформации, на шпекулации, на лажни вести, каде што вие всушност исмевате одредена институција. Нели Македонија поклонила тенкови на Украина, тоа биле украински тенкови кои купиле, и тие заедно со словенички тенкови се уништени во војната околу Харкив тамо или Харков, доле на источниот фронт. Сепак ваква информација за поклонето дадено, најдобро Министерство за одбрана би одговорило, на вистина не сум во тек, меѓутоа тие се најрелевантни званично да... Прочитавте по социјалните, прочитавте по медиумите, нели тоа беше информација на РИА, тоа беше на РИА Новости, поентата не е дали, туку РИА Новости објавува информација. Со такви информации пред сите клучни настани, не само во Македонија, туку во регионот, ние сме бомбардирани. Пред изборите 2020 година, ако не се лажам, и подоцна нели кој беше приемот на Македонија во НАТО, беше снимено ни разговор на руските комичари со Зоран Заев, кој му се представува дека се, не знам, украинскиот представник, и така натаму, кај што Зоран Заев дава и телефони, кажува како преговара со Селенскиот патриарх. Безбедносните структури тука потврлат максимално. Значи, секогаш безбедносните структури треба да се грижат за безбедноста на врвните личности, како што е премиер функцијата, значи зборам за функцијата, значи од секој аспект, од аспект на комуникација, од аспект на безбедност на комуникација, сепак тоа се, да кажеме, суштински работи за државата, каде што не смее да се дозволи од страна безбедносните служби. Неколку разговори, тамо беше потенцирано, неколку телефонски разговори. Значи, вие имате можност да се слушните со премиер тогаш или сега и да може да разговарате за такви пикантни детали кои влегуваат во суштината на треба за одредени работи да го известат премиерот на државата, да кажат да, ова комуникација треба да ја остварите поради тоа и тоа. Сепак на крај сите одлуки околу постапувањето си ги носат оние лица до кои се доставуваат тие информации со државна тајна. Ние сме доставувале. Значи, имате таму советник за безбедност, имате агенција за национална безбедност, имате агенција за разузнавање.
кое може би нашите броеви не ги следи, но ги следи броевите на клучните личности во државата. Ги следи од безбедносен аспект, кој се јавува, како се јавува. Инок од кај ќе знаете од каде има дојава за бомба, како што се, или за бомби, како што се. Затоа викам превентивното действување на безбедносните служби во окружувањето на врвните вип личности е тоа кое треба одредени процеси да ги успори, да ги забрза, да дозволи, да предложи. Значи, тоа е суштината на службата. Што се сака да се постигне? Вие сте били, имате полициска структура, сте биле војно разузнавање, сте биле професор на факултет, сега сте за координатор за гранично превенство. Што се сака да се постигне кога ќе се пласира таква вест, која не е потврдена, може да се случи, може да не се случила. Значи, не навлегувам во суштината. Што сака една служба да постигне кога ќе пласира таква вест? Сте им дале тенкови во Украина, и русите ви ги уништили тенковите во Украина. А сме ги дали, нели, по сугестии на НАТО, бидејќи сме земја членка на НАТО. Значи, ќе ви одговорам што е суштината на службата, меѓутоа делот са тенкови, колку, што и како знам, не велам дали точно. Која е суштината на руска служба која ги пласира тие информации? Секојаш одредена служба, значи има специјална војна, тоа се мас медиумите преку кои се креира мислење. Значи, немој да мислите дека некои медиуми одредена информација во јавноста пласира така случајно, пошто тие цена дека е така или е битна таа. Значи, некој ми ја пласира, некој за тоа плаќа, некој некого купува и суштината се е тука чиста математика, значи интересите на тој што ја објавува финансискиот интерес, интересот на тој што ја пласира и тоа е таа специјална војна. Иначе, кога прашавте за војна и за информациите, кој ќе почне војната, веќе информациите се тешко проверливи. Така да гледаме и денеска за војната во Украина, дека имаме информации лево ориентирани, информации буквално кажано десно ориентирани. Значи, никогаш не може да дојдеме до вистината, затоа што се зборува за некои лични видување, чист вербален доказ, нема никаде материјален доказ. Што е суштината, например? Суштината на сите информации се креира јавно мислење, односно се напаѓаат одредени структури. Вие многу добро знаете, имаше и репортажи пред да се односно да се донесе одлуката за употреба на воена сила кон Србија, значи точно имаше у студио како се монтира жена со бебе, како тенк доаѓа. Значи тоа беше се монтирано во студиото да се каже дека овие се виновни или овие се оправдани. Имаше книга Коран Матич, кој беше министар за информација во влада на Милошевиќ, кој што вели дека тие врз база на извештаите на BBC, CNN, на клучните светски медиуми, 40 или 60 дена пред интервенцијата или агресијата, како да ја наречиме, нели, точно можеле да детектират дека нешто се подготвува. Дека има одредена доза раздвижување на воени сили, на воени сили, подготовка на терен преку медиуми и така натаму, пласирање на одредени информации, промена во вокабуларот на самите информации. Значи има книга, мислам, кој ми ја прочитал таа книга, му е јасно како оди таа технологија на подготовка на терен, на специјална војна, на контрола на мас медиуми. Тоа е претходница секојаш. Конницата таа што се. Да, значи мас медиумите го убедуваат јавното, го креираат јавното мислење, го убедуваат народот дека одлуката што ќе ја донесеме е исправна. Значи не секојаш се согласуваат со такво нешто. И со короната беше така, знаете. И со короната беше така, кај што требаше всушност преку короната да се покаже неспособноста на Европската унија и на западните, дека не се способни да набават вакцини така натаму и така натаму. Тоа да во најголем дел преку овој што е Пригожин или што е на Вагнер групата, кој вела дека е центарот или царот на руските тролови ботови, не само во Русија, туку ширум Европа, па преку Велес наш имаше учество во изборите во Америка. Хилари Клинтон не пропушта во било кој интервјуа да го спомени тоа. Нашите медиуми се уште трпат санкции од Google или делови на Google токму поради тоа прашање, бидејќи немаат ставено на црната листа. Од Велес случајно Илија Димовски, дури и од Куманова имаше одредени две групи. Не се спомнува Кумановска група, имаше Кумановска група која давале логистика. Која давале логистика во Америка. Тоа ли е хибридна војна што ја дефинира Оливер Спасовски сега, што ја нарекува? Значи хибридната војна е многу широк поим во однос на информациите кои се пласираат. Она зашто треба да разговараме, тоа е она што ни се случува на нас, да кажеме, буквално оваква масовна појава за прв пат. Хистерија ни се случува. Значи, ова хистерија се случува точно во одредени моменти кога се одвиваат одредени важни политички настани. Значи, тој ден,
Госпоѓата фон дер Лајн присуствуваше кај нас во нашата држава, министерката за внатрешни работи на Европската комисија со министр Спасовски подпиша договор со Фронтекс прв пат на македонски јазик. Значи, спинувањето во целиот претходен процес на добрососедски односи и францускиот предлог беше дека сме го изгубили идентитетот јазикот. Ова е званичен документ кој кажува јавно на сите нас дека ништо не е изгубено. Значи, тоа беше некој политички интерес на одредени лица. Тие тоа сега не може да го, нели, по моје видување, не може да се согласат со тоа што се случи и во истиот ден се случија, мислам, првиот ден 5 дојави за бомби. Ако правиме сега паралела со Србија, пошто и почна повторно процесот, се сеќавате дека има мирен период од неколку месеци на дојави на бомби, се заостри ситуацијата на Северно Косово, така, и веднаш почна повторно дојави доаѓа. Значи, секојаш во ваквите дојави, некој има интерес, има мотив за тоа да го направи и некој е добро платен за таквото нешто да го направи. Петров, ние го снимаме интервјуто во четврток, нели ќе го објавиме во недела. Спасовски рече дека најверојатно од сарански држави. Значи да не испадне странски. Најверојатно, мислам дека колку што разбрав, IP адресите се утврдени од каде доаѓа. Во сите случаи во светот, нека и нас секојаш кон земјата кон која е заканата доаѓаат од... Вчера имаше информација, полуинформација дека и во Македонија некој има најдено, дека од Македонија си има јавувано, меѓутоа во конкретни во најголем дел на случаи биле од IP адресите од странство. Така е. И секаде во светот се случува IP адреси за да... Значи се сеќавате, еве конкретен пример, очен човек во ЈСП праќа порака од Македонија, веднаш за 2 минути беше откриен. IP адреса, така е. Одма се паќе се открива. Затоа тие го прават тоа за да ја отежат истрагата и затоа велам мора да постои многу силна меѓународна соработка. Па имавме обид во Благоевград, отварање на Македонски културен центар, нели? И тоа беше представено ко нешто ново, ко нешто спектакуларно, и при тоа никој не го поставува прашањето, се извинувам, а Стефан Влахов Мицов на што беше директор во Бугарија? Беше директор културен центар во Софија. На што беше Доста Димовска директор? На Македонскиот културен центар во Софија. На што е Сашо Насев сега директор на Македонскиот културен центар во Софија? Значи ништо спектакуларно. Отворено во Софија пред 20 години. Меѓутоа ние се обидуваме да го следиме примерот на одредени структури во Бугарија, Сдружение Цар Борис, Сдружение, не знам, Ванчо Михајлов, отварање на културни центри е многу добра работа. Меѓутоа, ние овдека анализа ако направиме во нашите случаи, значи се стават имиња на личности кои се, буквално кажем, негативци во историјата, така? Зборам за овие два клуба. Свесно да се оди на провокација. Свесно се оди на провокација од одредени структури кои го сакаат ова сценарио. А тоа е руското сценарио. Значи, дестабилизација на Балканот во моментов е нивен интерес. Согласно. Не знам дали прочитавте на социјалните мрежи. Не е таа информација потврдена од официјални органи, затоа нема да спомнам имиња на кои институции станува збор, дека седиштето на Сдруженијето Ванчо Михајлов или Иван Михајлов во Битола... Да, било во просторија на Орка Холдинг. Да, дека било во просторија на Орка Холдинг. Да. Кој беше главно осомничен во одредени случаи. Па во разговор Империја и така натаму и така. Во разговор со Никола Груевски, како вели, единствено тој и Никола Груевски биле храбри, употребата на малце повулгарна констатација, и го срушува специјалното јавно обвинителство. Тој се горде дека го срушил специјалното јавно обвинителство кој е формирано да расчисти со криминалот во кој тој бил инволвиран, кој призна криминалот со Вилма Русковска, нели плати околу 5 милиони евра и една година има ефективна затворска казна, го ја служува во Струга. Влез излез и преспива преку ден е надворот. И тој и Сашо Мјалко. Значи било во канцелариите или во просториите на Орков. Да, колку што сеќавам беше и барање од бугарска страна за нивен почесен конзул. Почесен конзул. Конзул е една работа, почесен конзул е сосема друга работа. Вообичаено почесен конзул, согласно дипломатско конзуларно право, потекнува од домицилната држава каде што се отвара конзулатот. Таму е наведено дека тој треба да финансира, меѓутоа сепак просториите во кои тој работи имаат имунитет дипломатски, значи не се тоа обични простории, и се бара угледна личност во општеството која може да ги промира интересите на државата која го поставува. Како човек со огромно полициско искуство, воено разузнавачко искуство, професорско и сега, ова функција што ја обувате, чиста случајност е човекот кој ја праеше хистеријата.
кој ги користеше со Бојко Борисов бугарско-македонските заладувања, за да може да предизвика промена на власта во Република Македонија, мислам на Јордан Камчев, во негово седиште или во негови канцеларии да биде формирано ова здружение. Манчо Михайлов. Значи, тоа ништо не е случајно. Меѓутоа, ако ме прашувате за тоа, за времето кога бев полицаец, односно шеф на полиција, Во команда. значи имавме сериозни проблеми со фришопот од таа компанија, затоа што секоја вечер се изнесува кеш пари. Нормално немаше платен промет, меѓутоа мораше да има некои процедури. И се сеќавам во една ситуација, да не спомнуваме сега покојни лица, значи беа запленети околу 150.000 марки. Ги предаваме на царина како оцемени, доаѓа постапката, тогаш во простории на полицијата тие вршеа и ми дававме канцеларија за услуга. Нели? И кога видов решението што се донесе од Царинска управа тогаш, 100.000 марки тогаш му се враќаат на собственикот, запленети од страна на полицијата, 50.000 марки се взимаат во корист на државата. Не можев да сватам како може да ставите два прста да бркнете сега во чашата, едниот да ви е сув, едниот да е мокар. Значи, уште тогаш почна оној, да не кажам, вовед во распадот на новата држава, само што ја создадовме. Во секој интервју Во кажувате, правниот дел зборувам. во секој интервју кажувате многу информација, например, се кажавте за фришопот. Не е тоа нова информација, голем, сите го знаеа и врапци го знаат добро, овој момент. вие бевте официјално лице, тогаш и кој ќе кажам јас е една тежина, кој ќе каже официјално лице кое е Па не би кажал, сите било тоа го формацијски знаат. задолжено, Не е било нешто формат. ново. Преку За време на тие ембаргото. фришопови се правеа големи пари Големи пари во кеш. во кеш. Неследени пари, црни пари. Сите клучни личности Се се пари. швецуваше највеќе цигари од таму, пошто беа многу поевтини него во градот. И останати пијалоци, акцизна стога. Пред се немаше контрола, тогаш државата, мислам, на од каде доаѓа таа стока. Тога се прави првиот милион кај голем број на тајкуни на бизнес. Огромни милиони се направија. Тука е братот Афрчовски, Јордан Камчев, сопругот. Не знам, зборувам за тој фришоп, Сопругот на Гордана Силјановска. Значи тоа бе 3 или 4 гранични премини, нели? Во најголем дел Јас на зборувам север. за Табановце. Знам, Табанов. првиот беше Вардар Комерц, вториот беше Варда Комес на Порка. покојни Трпе Милошевски. така. Што загинува во случајни чудни околности, да ги наречем. Немам увид во за лице место за увидот, за да кажем дали било така како вие што велите. Не важно, знам дека тој беше првиот. Исто така, сите фришопови работеа на исти начин. Имаше и на други гранични премии, што не беа во моја сфера на интерес, туку само Табановце беше у, да кажем, законска надлежност. Бидејќи ги знаете овие процеси, велите дека тоа е руско сценарио кој се спроведува во еден дел и преку Бугарија. Нормално интерес Да. во моментов за нестабилен Балкан е само нивен. Имаме Ќе наоѓаат секој можен начин тоа да го остварат. Значи, име на Милен Врабевски. Васил Стериовски, кој е пратеник. Финансиерот, тој јавно си каже дека е финансиер на овие клубови. Значи, треба да се гордееме и да сакаме да отвараме што повеќе клубови, не само меѓу Македонија и Бугарија, културни центри. Тоа се, да кои се кажам, луѓето? фокал точки, фокал поинт за соединување, односно разбирање помеѓу два народа, две нации. Пиваров. Значи, ставањето на вакви имиња, кои се, да кажам, светската историја, не е тоа наша историја како што се вели во оваа ситуација. Еве, например, зошто не би се викал клубот, ајде, јас потекнам од спортот, Христо Стоичков. Тој е еден човек кој цел свет го фали во делот на спортот, така? Сигурно се. И дали некој би имал против такво нешто? Сте слушнале некој изјава на Стоичков? Па тој нема 2 книги прочитано. И како се ќе крстите културен центар Христо Стоичков. Па тој 2 книги, тој мислам дека Ама вие ако дојдете у Тој Куманово и го мислам дека спомнете сега- тој името мислам дека сега Аце Русевски е легенда во Куманово. мислам дека сега може да се потпише ако коња баби некој зима пензија пред 30 години. У мастилото ќе стаи, мислам, не, сигурно се потпише Христо Стоичков, но ќе сам да кажам сега. Да бидеме свесни, значи не прочитал 2 книги, или културен центар. Меѓутоа, во реција, зборам за име, како име кое би значило нешто, би вредило. Тој значи како фудбалер, секојаш беше во првите 10 најдобри фудбалери во светот. Се согласувам. Еве сега имаме контрола на граница, бидејќи сме држава, вие сте координатор на целата. Кој Милен Врабевски со кој се среќа во Македонија, пошто доаѓа во Македонија? Тоа е прашање до службите кои се задолжени со таа проблематика. Видовме службите колку контролираат, видовме тоа е службите ваша констатација, значи
Ние констатираме, односно Со неколку полицијата Мановци, со на неколку гранични... Мановци се контактира, пие кафење со Мановци. Значи, навистина ви кажам дека тоа е прашање до службите. Добре, конкретно Ние ќе кажам. имаме она што е на граница, значи кој влегува, колку сад влегува, колку Дали избегува. Милен Тоа е Врабевски има блиска комуникација со Александар Даштевски, кој е прв човек на Државната изборна комисија, кој беше десна рака на Драган Даравелски, кој ги водеше во наводници бизнисите, кој наводно, нели, така се пишува медиумите, ги водеше бизнисите на Даравелски, беше на ова комисија за борба против дискриминација и му дава писулче на Никола Груевски дека е дискриминиран во судскиот процес, па врз база на таа одлука на Комисијата за антидискриминација добива политички азил во Унгарија. И сега баш ме интересира кога ќе се отвори поглавието за судство, правосудство и така натаму, како ќе биде третирана Република Македонија од Унгарија, бидејќи те му дават политички азил на премиерот, бидејќи македонското правосудство нема овозможило фер судење. Дали држава која е на премиерот нема овозможило фер судење може да стане членка на Европската унија? Тоа ме интересира и се на крај ќе го враќате Никола Груевски или на бел конј, или ќе го амнестирате како политичка гарнитура? Беше прашањето. Може да скратам, можам да го скратам, можам да го скратам. Конкретно да ви кажам, значи по трет пат повторувам дека има ли Даравелски комуникација? Кој со кого комуницира, тоа е работа на службите. Има ли Даравелски, односно Даравелски сином Даштевски, комуникација со Милан Врабевски? Значи затоа ви велам, најдобро тоа службите може да ви го кажат. Значи што и да кажам, тоа е субјективитет. И не е добро да зборувам за она што не сум овластен и не го знам. Еве не мора да кажете. Меѓутоа, сакам да ви кажам во делот вториот, кога прашувате за комуникации, па јавна тајна и ќе видите во централниот регистар кој беше на овие скопскава фирма, како се викаше, 26 јули ли се викаше, кој беше директор по заменување на Далверски, односно по бегството на Далверски директор. Значи, тоа е таа бизнис комуникација. Натаму, што правеле и како правеле, денеска у каква релација се, навистина не знам. А тоа што го прашувате вие за Унгарија, значи, ви кажав дека бевме пред месец дена во, се извинувам, во Брисел, како делегација за поглавје 23-24, значи, во делото на што разговаравме, тоа се безбедни граници. Значи, сите директиви на Европската комисија директно и индиректно зборуваат за безбедноста на границите. Во екипата на Маричич, со Маричич. Секој поглавје си има друга екипа. Меѓутоа Маричич, како представник од координативниот. Значи со премиерот за преговори со Европската унија, нели? Така буквално доаѓа. Да, премиерот за преговори со главен одговорен, да. Со Европската. Маричич. Добро, не мора да ми одговорите. Не мора да ми одговорите одговорите за директивите, за да ви ги објаснам директивите. Тоа беше суштината на вашата покана. Не сум далеку од вистината дека А безбедноста значи на границите и тероризам, и организиран криминал, и корупција. Ќе ве прашам. Меѓутоа не сум далеку од вистината дека Даштевски и Милен Врабевски има добра комуникација. Значи, навистина ви кажам, тоа е прашање до службите. Не сум решил ја. Јосип Брос Тито поише кажа на судскиот процес 1928 година, бомбашкиот процес. Ама навистина треба да ме разберете. Значи, зона што го знам, што тврдам дека е така, треба и да го докажам. Значи, министер за полицијот Куманово, премиерот Куманово. А што тоа значи Вие сте заштитен сега. Што сум заштитен? Како личка мечка може сака да кажете. Нема потреба од никој ни да ме штити. Додуше еве Зоран Божиновски од Куманово, па е претепан кога е министер за внатрешни работи од Куманово и кога е премиер од Куманово. Јолија Спасовски рече дека тоа е врвен. Која е таа релација? Министерот од Куманово. Значи тоа е коинциденција, можел да биде и од Берово, можел да биде од Штип, од Кочани, од било каде да биде некој функционер. Почна да се тепат новинари повторно во Република Македонија. Знаете, обично кога сака да се влезе во некој процес на создавање немир во државата. Значи, вие прашувате, дали може ја вас едно прашање да ви поставам? Што е за вас по дефиниција новинар? Дали секој е новинар што ќе седне ќе напише 2 Facebook статуса и велиме новинар? Значи, не знам кој е критериумот да кажеме дека навистина некоја личност е новинар. Дали треба квалификација? Дали треба во вашата фела да биде докажен? Значи, буквално кажувам дека денеска секој може да седне и да кажеме дека е новинар. Значи, суштината ми е друго. Сакате да создадете одреден немир во едно општество. Или имате тепачки во автобуси, тоа беше 2012 година, нели? Така тоа претходеше на Смилковско езеро и така натаму. Сега тука има најава за бомби во училишта, во школи и така натаму. Хибридната војна дојде кај нас. Имате конфликти. Новинари, тепање, претепување, правење. Еве,
вие велите треба да дефинираме ние како новинари што се новинари, имаше претепано човек кој веројатно беше претепан поради пишување на Фејсбук. Без разлика како ќе го дефинираме новинар, не новинар, не е битно. Дали вие, господине Васко, ако некој на Фејсбук ви пише говедо, стоко, не знам што нема да ви пише, дали ќе ви биде се исто? Добре, ама сигурно нема да го претепам. Еве, ја му поднесов пријава на тој тепаниот новинар, зошто не дојде во судница? Зошто не дојде во судница? Зошто бега? Зошто ги крие адресите? Не може да му се најде адресата. Судот вели, тоа е правна држава. Како не може ли, ја го нашле, гледате. Ама тие го нашле што сакале тоа. Тие се поефикасни. Мене не ми доликува тоа да го правам. Значи тие се поефикасни од судството. Апсолутно. И каква реформа на судство имате кога некој што оди таму да претепа новинар му ја знае адресата, судството не му ја знае адресата? Еве тоа ви го кажувам. Во мојот конкретен случај, после моето интервју со господја Билјана Секуловска, не знам какви се навреди не прочита во тој господин. И што треба сега јас да правам? Значи, велам правна држава, правна процедура. Поднесам пријава, субсидијарка, до обвинителство во граѓанска постапка. И колку време трае постапката? 2 години. Вие ќе застари после. Па ќе застари. Па добро, вие кого браните? Тој што ќе ве вреѓа, што ќе ве пцуе, тој го има тоа право, а вие имате право само да молчите да го јадете психолошкиот ќутек. Са Пеуров ќе ве растурат, ќе испадне дека вие браните не бранам. Значи, поддржувам јавност и новинарство секогаш, и секогаш сум бил. Ве направија сол. За Беса Транс не направија. Значи, погледнете убаво снимката. Сама си поставил господјата новинарка прашање, самата си одговара. Да, реагирав, меѓутоа од вашето здружение никој не крена телефон. Зошто тоа не го каже дека никој од вашето здружение не крена телефон? Така? Од вашето председател сакав да разговарам. Зошто господјата за 3 дена ќе направиме нова емисија да се соочите со Билјана Анета Додевска, мислам како се викаше минатура едничка, така беше? Да. И се соочивме. Па, мислам неколку што може да не. Па зошто вие не ги фатите двете, објективно да ги погледнете двете страни што се случува? Него секојаш новинарот е во право. Апсолутно не е така. Добро, Пеор. Значи, кога има вистина, кога има аргументи, целосно го поддржувам тоа. Меѓутоа, кога има предпоставки, лаги, дали вие некојаш се ставате во ситуација да ги прашате тие луѓе како им е на нив после тоа? Пеоров, и за мене пишуват. Пишуват 99,99% лаги. И тоа најчесто... Океј, и вас тоа ви е нормално? Не е нормално, меѓутоа, знаете, тоа е како да распарате одредена перница, да ја фрлите низ прозор. Вие велите да молчиме, а секој што сака може да пишува. Него се чувствуваме немокни во државата. Што можеме да направиме? Кога државата не заштитува од такви елементи кои јас ги подведувам под хибридна војна, знаете. Бидејќи се наоѓаат најголемите уличари во Македонија. Некој ги плаќа и ги стимулира. Може би тој кај што било формирано ова здружение, не знам. Се сомневам. Не можам да немам информации и детали и докази да можам тоа јавно да кажам. Значи нема уличари во државата, нема џукела во државата, еве да употребам таков еден израз кој јас не сакам да употребам, кои не се платени да денунцираат луѓе, кои објавуваат вистина, кои се борат за вистина, кои се борат за правна држава и така натаму и така натаму. Знаете, на крај ќе испадне сите ние сме исти. Бидејќи тие ако перманентно платени со дебели пари, вас ве оцрнуваат, вас, фамилија, семејство, работа, пласираш спекулации, секојдневно го прават, обседнати се. Вие новинарите многу добро си ги знаете вашите колеги кои се такви. Овде не се само новинари. Ова се уличари кои запоседна на социјалните мрежи, знаете. Така, социјалната мрежа е алатка која креира јавно мнение и ќе ве пцујат, ќе ве вреѓаат. Да, кои се платени тоа да го прават. И тоа останува во нашето општество најнормално. И вие мора да молчите, тие ќе ве тепат, вие мора да молчите, тоа е во ред. Не е во ред. Мите, ќе ве газат. Не можете да тужите, вие нема кај да ги најдете. И што ако тужите, нема се појават на судење. Што ако се појават на судење, кои немат никаков имот на нивно име, не можете ниту да ги оштетите, да ги удрите таму кај што ги волите. Значи, затоа треба, видовме дека постои голем проблем, вие го детектирате и во право сте, меѓутоа дајте пратениците треба да донесат закон кој ваквите појави ќе ги спречи. Но Пивор, ако не сакаме да дозволиме, замислете, вакво нешто ќе доведе до крвопролевање. Така? Па видите, на крај гледате, амбиентот е многу едноставно да се дефинира. Значи, ако седнеме да го анализираме амбиентот, имаме дојава на бомби, хистерија, страв, паника. Имаме
Добро, сакам нешто да прашам господине Немаме Баско. меѓуетнички конфликти, Извинете, имавме кога 2012 година, но кажавте имаме за паника за страх. меѓумакедонско-бугарски. Дали еднаш, денеска читам еден куп Добро. портали, значи вели страв, паника се. Дали некој се праша што прави полицијата ова време? Па душем извадија на луѓето. Ден и ноќе се на работа. Трчаат за да си го заработат парчето леп најпрофесионално. Никој тие луѓе не ги спомна. Значи, видите како ние у општеството гледаме паника се створи. Меѓутоа, дајте да им помогнеме на тие луѓе. луѓе. Информации, шпекулации се од полициски структури пласирани. Видите, имав колеги кои некои се покојни, кај што министри за внатрешни работи прво ја дават информацијата, ја објават во медиуми и ги рекетират луѓето. И то постои. ЗНМ не успеа да собери сила. На крајот на кришта тие луѓе не членуваа во ЗНМ, бидејќи го смета нели тоа е некое архаично здружение, комунистичко, преку одредени политички структури имаат одредено влијание во медиумите. И тоа, таа спрега на полицијата и на медиумите, на полицијата и на уличарите, на капиталот, кој е на валка начин стекнат и овие уличари кои се по социјалните мрежи, бидејќи веќе медиуми вас ви немаат контрола. Вие гледате кај сите медиуми кои се мејнстрим медиуми пат драматичен на гледаноста. Главните напади, главните остварувања на целите се прават преку социјалните мрежи. Тука државата таа хибридна војна не може да ја спречи, но ја спречи ни Америка како ќе спречи Република Македонија. Тука имате драматичен уплив. Руси, бугари, срби и така натаму, македонци и така натаму. Гледате хистерија која ви се случува. Ламбе Лабаковски пали културен дом и тој се доживува како национален херој. Пее на, не знам дали пееше сега на Маквест. Не знам дали пееше на овие некои гроздобери кавадаречки. Имаше најави, не ги следам тие работи, дали се имаат. Значи, него го направи национален херој. Толку не беше славен кога имаше музичка кариера во полн ек. Васко, се донесе вчера законот, се донесе. Добро. Значи, прашањата треба да ги решаваме институционално. Затоа велам дека секој насилие, колку и да сте огорчени, не дава плод. Значи, повторно дава простор баш на тие националистички структури, значи заблудени да создаваат хаос. Затоа велам, еве се донесе закон, сега лидер со на законот, опозиција, точно, лидер на политичка партија значи, беше Богоеврат. еве Значи, сега што очекувате вие сакам кога да ви се кажам појави лидер? дека Беше Кирил консензус Петков. имаше во парламентот вчера, имаше консензус. Видите дека за некои беше прашања Кирил Петков на отварање во Битола. Тогаш премиер на Бугарија. Кирил Петков. Така. Значи ние имаме клучни политички чинители од двете страни на границата кои се обидуваат овие тензии. Овој драматичен конфликт помеѓу македонците и бугарите. Овие навреди кои во најголем дел доаѓаат од во овој момент Софија. најмалку ни одговара да создаваме тензии. Сето може да се седне на маса и да се... Ама има и минител тие што ги создаваат тензиите. Се создаваат тензии помеѓу две држави членки на НАТО. Значи не се создаваат тензии Добро, има тензии Грција, Турција многу пострашни. Па, добро. Меѓутоа тоа гледате дека не ги тангира, ги решаваат билатерално работите. Добро. Значи ја не знам од каде тензии кога искрено ви кажам имам многу пријатели кои по основ на брак се кај нас бугари да кажеме. Никогаш не кажале за едно прашање дека се малтретирани или било што. Слушаме во јавноста биле малтретирани или кога почна луѓе кои се декларирале бугари во Македонија се директори на државни институции. Во ред си е тоа. Значи, Меѓутоа тоа не било сакам да никој- кажам кој е тоа не било измислува никогаш поентата дека тие спорно. луѓе се угнетени. Си Ја не формирале- познам лично да ви кажам ни еден човек во Македонија кој е угнетен ради тоа што се изјаснил бугари. Можел на Буге пописот- Белија имаше бракоразводна парница, во која бракоразводна парница се даде тензија дека се чувствувала жената покојна, бугарка. покојна е сега. Не ја познам, меѓутоа немаше потреба од такво нешто. Тоа беше Спаска Имаше- Митрова. Тоа Не беше знам Спаска- име и презиме, Спаска но Митрова. сеќам тогаш се Тој- дигна невидена Тоа е фама. 2008 година. Значи, зошто за нештата, еве сега да кажеме, ако некој бугарски државјанин направи сообраќајка во Македонија и е виновен и биде осуден, тоа треба да го земеме како, еве, затоа е осуден, затоа што е Добро, бугарин. Апсолутно не. имавме и вработен во Министерството за одбрана, мислам дека беше Министерството за одбрана, кој беше фатен за земање одредени пари, кој во судскиот процес, ако не се лажам, Сава Коцарев му беше адвокат, во судскиот процес кажуваше дека е осуден или дека треба да биде осуден, дека е фатен, дека му е направена намешталка, бидејќи е бугарин, дека е деклариран ко бугарин. И тоа беше Значи, Васко, секојаш, зборуваме и сега во ќе го држава, во повторам. држава најлесно се браните од криминалот ако се Да. декларирате дека сте бугари, дека Не вие сте само тоа, дека вие сте санкциониран поради вашите национални И во чувства и определи. ситуација кога постои некое тешко кривично дело, дали е мито, дали е корупција, и секојаш излегува политичка партија, затоа е апсен, затоа што е припадник на партија. Не, мора да сме умни.
да седнеме еднаш да направиме национална стратегија, Овиот- да ги разделиме политиката и Овие од криминалот. Делчевските ниви, што беа, Да? комуницираат со Врабевски. Да ви кажам, сепак тоа е прашање за службите. Биле по некои ручкови таму. Не знам, тоа е на работа на службите, кога сум Били- бил у служби, били- сум имал били- сознание били и Даште- никое што она што од Даштевски, службите, што сознание не можам да го изнесувам, пошто сепак тоа се со строго доверливо степен на тајна. Бе работат ко село без кучиња. Значи, мене тоа прашање не ми го патувајте. работат со Службите си има директори, разговарајте со нив, дали е така или не е така. На вистина не знам, тие го имат Добро. вистинскиот одговор. Вие сте координатор Да. на овие гранични премии. И се гледате што случај без трансфер, вие го завршивме минатата емисија, минатото интервју го анализиравме. Па се случува не доаѓа новинар, па прави одредена драма, му дава пари на цариник, па тој суспендиран, па вратен на работа. После колку денови ви ги враќаат сите овие суспендирани луѓе? Има ли некој да е санкциониран, да е избркан? Не накаде, знаете, што е ако избркан, ако него му останале, ако него му останале парите? интервју со вашата колешка Мирјана, значи бев згрозен од пресуда за процесуирани пари, значи се зборува за материјални докази. Значи не се зборува за вербални докази, беше вака или онака. Значи парите се најдени кај службените лица. Пресудата кога слушна првостепена беше 2 години условно за 4, за 2 царника се работи. Условна казна. Условна казна и кажав дека имајќи во предвид мојата научна кариера и како автор на кривично процесно право, указаниот дел, значи велам дека ова е срам на срамот. Значи, она што науката го вели да упатиме порака до можниот иден извршител, значи репресијата во функција на превенција. Значи каква ние праќаме порака? И вие следните продолжите исто ќе бидете условно осудени. Ние всушност го Значи, стимулираме криминалот. Со вакви пресуди лично мислам дека е Му така. даваме ветер во грбот на криминалот. Ама не ветер во грбот, значи тоа е класична заштита на криминалот. Па, И еднаш мора да ги расчистиме Вие овие да работи. имате истражување кое е направено. Господине Васко, корупцијата, господјата Голда Меир, 69-та, кога станува премиер на Израел. Значи, прво што направила, измени во законодавство. Примањето мито го издигнала на ниво на национално предавство. И тоа и ние може да го направиме. Кога зборувате за границите, имаме чисти примери во регионот, во блиско окружување. Кога доаѓа 2002 господинот Реджеп Таип Ердоган на власт, значи тој врши целосна чистка на граничните премии. Полиција, царина, сите структури што биле таму. Идната година, 2003, погледнете ги званични податоци. Значи, растот на бруто националниот производ кој бил, да кажеме, 2%, 3%, двоцифрено се зголемува. Значи, суштината е да ги научиме добрите лекции кои се случуваат во нашето окружување. Надвор имате Малезија како држави, кои исто така решавајќи корупцијата, значи веднаш покажале економски раст. Кој ќе имате економски раст и пари, за безбедностни прашања многу помалку ќе зборуваат. Сака да каже Певаров, да не инвестираме во Чебрен, во скапи објекти, во пруги, туку да инвестираме во корупцијата, да сузбиеме на царина, тоа е најголема инвестиција, дека таму најмногу пари може да се обезбедат. Колку не треба по таа логика, како Турција од 2 од 100 или 3 од 100 многу има двоцифрен. Размер и двоцифрена ставка на развој, тоа значи дека новие наши царини, ние сме нели на таа рута. И мигрантска, и шверц на оружје, така натаму. Така е, тоа го зборат директивите, значи мора границите да се безбедни. Вие на еден граничен премиј. Што подразбирате во безбедни? Значи, чисти да нема корупција? Не. Осим корупција, значи тука ви се одива се. Тероризам, трговија со артефакти и јавници кривични делави може да се случат на гранична линија со еден именител кој го дозволува тоа е корупција. Вие кажавте минатиот пат за платина. Увоз извоз на платина, дека има енормни бројки на платина во Република Македонија. Не, за злато зборувам. Злато и демант, има и платина, нели злато и демант. Не, за злато зборувам дека увозот званичен, ќе си побарате званичен податок. Сега имаме минимален. Сега имаме една информација дека поранешен висок функционер, кој сега во политички азил, преку некакво масло од маслинки, си шверца злато и диаманти по Балканот преку Македонија. Значи, тоа е работа на службите, прво во внатрешноста зборувам. Знаете за кого станува збор, знаете за што станува збор. Во внатрешноста на граница... Тоа е потврдува вашата теза и му е пратена порака, мислам, од пријателска разузнавачка служба да престани со тоа, бидејќи е фатен. Во маслото има злато и диаманти, кои ги шверцува. И си го финансира политичкиот азил, сите каде што е на топол оброк или на гулаш 3 пати на ден.
Сите извршители на кривични дела немој да мислите дека тоа се малумници, тоа се предси интелектуални луѓе, пошто размислуваат како да го сторат кривично дело да не бидат откриени. Меѓутоа, велиме во науката секојаш полицијата и останатите истражни органи треба да бидат чекор пред нив. Колку пари на границите се еве ние со Frontex направивме, ми се фалиме дека тоа сме Не се фалиме, тоа е реалноста. И тоа е голем успех. Значи, од политички аспект кажав, решивме едно прашање, кажавме дека македонскиот јазик пошто беше нели табу тема проблематизиран. Имавме една година, посебно последните 3 или 4 месеци хистерија дека го продававме јазикот, идентитетот и така натаму. Веќе разменувате информации за случување на сите гранични премини на територија на членките на Frontex. Добро. Значи лично бев во Бугарија, во пост само да ви дообјаснам. Значи додека бевме во нивниот координативен центар, имаше дојава од словачка граница, значи сите земји членки во Словачка го гледа од словачкиот случај. Ги гледаат како се случил наставот, модус на извршување. Знаете дека во кримчарија емигранти нема само да поверувате како се не може да се превезуваат тие емигранти. И тоа е добра таа размена, зборувам, практичната, добра практика, заедничкото, еве, ќе имаме мисии, една од директивите предвидува и ние да учествуваме сега со Frontex во мисии, каде што наши офицери ќе присуствуваат на некоја ризична точка каде што ќе одлучи Европската комисија. Значи, придобивките од Frontex се големи. Добро. И на оперативен план, и велам така ќе имаме и побезбедни граници. Добро. Прво, ние го склучивме тој договор, има сериозни политички државни бенефиции, меѓутоа нас границите ни се проблематични. Имаше одредено истражување кај што луѓето кои поминуваат на македонските граници кажуваат во огромен процент дека им се бара пари, им се дава мито и така натаму и така натаму. Да. Што е денес најисплатливо? Оружје, злато, дрога, мигранти. Што поминува? Мигрантите се клучни, бидејќи тука се вклучени 3 или 4 мафии на Балканот. Значи, кога зборувате за миграцијата прво, а ќе ви кажем и кој е најисплатливиот бизнис, нема да ви биде верно. Значи, ние зборуваме за рутата на движење. Сите тие мафии на рута на движење, ако зборуваме со национален презлак, турска, грчка, наша, по рутата српска, потоа маѓарската, хрватска, значи се до нивната цел Германија, знаете како се здушени, како се организирани. Многу подобро од сите разузнавачки служби на светско ниво што се. Не зборам за нашите во регионот. Значи, криминалниот интерес е многу голем. Има многу пари. Жално е тоа, многу пари, точно е. Мислам, од еден званичен истражување што го правил, мислам, Европол беше некаде околу 20 и нешто милиони евра само територијата на нашата земја се врти бизнисот со мигрантите. Само во Македонија. Да, зборам. Да, а ние сме мал дел од рутата, значи некаде 180-200 километри. Обичаме дека има два пункта, едниот е Велешко село, мислам Јаболчиште, дека беше дека таму има екипа од тоа Велешко село и Јаболчиште, и второто е дека има Кумановска одредена екипа и третата нормално влезната и излезната порта, меѓутоа ќе ви кажам изванечен податок. Значи имаше смена на раководните кадри, тоа е РЦ Југо покрива, и после смената, колку што гледам званични статистички податоци, некаде за 35% се зголемува откривачката дејност. Што значи дека човекот фактор кој работи во тие единици е тој кој треба да го зголеми или намали процентот на ефикасност. Дали продолжува рутата? Да, продолжува, меѓутоа сите средства кои им се на располагање тие ги користат. Уште само со чамци што не пловат узводно низ Вардар. Значи, дали е тоа возови, дали се тоа камиони, дали се тоа лесни возила. Ставија галите и палмите, не може со чамци да се помине. Вие правите шега, меѓутоа јас направи шега, значи нема начин на кој тие не ја менуваат, односно рутата што ја поминуваат. Секако дека осим оние што ќе видите покрај пруга дека одат пешки, тие се кои немале пари да платат на криминалците за да ги превезат од една до друга граница. Во вторникот во тој дел само да ви кажам, потпишал меморандум со соработка со Макам Транс, луѓе кои транзитираат на гранична линија. Пред граничната линија, сите забележувања по електронски пат во реално време ги доставуваат до НКЦГУ. НКЦГУ веднаш ќе ги известуваат надлежните структури и имаме прекрасна соработка, ги отворивме фронтот за борба со криминалот и со приватниот сектор. Во вторникот. Тоа е иницијатива и на Европската комисија. Гевгелија Валандово. На 4 места ме застанаа полициски автомобили со брекена полиција во Бара.
возачка дозвола, сообраќајна и така натаму, не Сообраќајна или гранична, пошто на таа рута има и сообраќајна и гранична полиција. Па полиција беше сега. Треба да ги разграничите. После Демиркапија. Значи различно има надлежност. Значи на потегот од Демиркапија до Скопје 4 полициски пункта застана, ме легитимира и така натаму пушти. И тоа сакав да поминам по оној стариот пат до Демиркапија ше. Да. Се на 2 или на 3 места видов Во клисурата. Во клисурата, да. Поминаа 2 или 3 камиони во спротивен правец, меѓутоа на 2 или на 3 места гледам светеа некои автомобили. Претпоставам дека тука има нешто мигранти и прават и дека таа рута може сега да ја користат многу повеќе за мигранти него ова главната рута. Ќе ви објаснам. Се гледа одредено раздвижено сега, значи Ќе ви објаснам. јас како лаик можев тоа да го видам. Значи во правец према Грција поминаа само 2 камиони, во правец према Демиркапија, значи од Гевгелија према Демиркапија, имаше само споредно на разни паркинзи, малце во шумата и така натаму, на неколку места. Зошто е тоа така, ќе ви објаснам. Значи, овие шверцери имаат голем приход на финансиски средства. Меѓутоа, лицата кои ова го извршуваат, нормално, имаат своја претходница, да ви кажам дека ова од луѓе кои го работат тој бизнис во неформален разговор, дека дури и дронови употребуваат за да извед дронови, да. Овие сега можете за $500, $1.500 поквалитетни да купите, да извиди на рутата дали има некоја препрека, буквално кажено, односно патрола или знаете дека МВР има потоа воспоставено 2 оперативни акции и дозвола и рефлекс, кои генерално се блиски, меѓутоа едниот рефлексот ги зафеча мигрантите. Полициското постапување е нормално со претходна наредба, службена белешка и се што е предвидено. А тоа се прави врз основа на прибраните информации и сознанија која би била можната рута. Така да полицијата е ограничена со луѓе и цени проценува, прави анализа каде е најдобро да ги постави пунктовите. Секој ден тие рути се изместуваат, затоа и тоа би било сомнително на вас, да ви кажем дека дури доаѓаат од горната страна преку патот Пробиштип, Шлегово, Кратово. Иако имаше политичка. Секојаш бираат начин како да дојдат до границата со нашиот северен сосед и да заминат натаму на Иако за волја на вистината имаше полициски пункт. И на влезот од стариот пат на автопатот. Значи, да. Ги знае полицијата. Значи, тоа е по проценка на началникот на организационата единица, значи, од претходно засилена контрола која се случува по патиштата е како дел на борбата против миграцијата. Да. Па затоа ги даде и тие резултати ова засилена контрола. Затоа велам новиот началник превзеде сериозни мерки и веднаш се покаже ефикасноста во званични бројки. Во еден најголем дел. Значи, ќе ве прашаме кај најмногу се прави шверц, тоа останавме само... Не, само да ви кажам, кој е најдоходовниот бизнис во моментот? Од оние кои, да кажам, сторуваат кривични дела со носење и неплаќање на давачки со возила со десен волан, обично се доста ефтини во, како се вика, во Англија, и кога разговарате со тие лица кои сакаат да разговараат, велат дека само да ја извадам платината од ова, веќе ја го исплатив бизнисот. Вика, на крај правам математика да вика дека може да дојде во дадена ситуација со одредена кола и за вложена фунта добиете 3, 4 или 5 фунти, зависи како ќе... Автомобили со десен волан. Тоа се возила со десен волан кои се британски пазар кои доаѓаат нели во нашата земја, кои треба да бидат од царините, а не се од царините. Таму се прават најмногу пари. Во моментов. Значи во моментов ако гледате на вложено $1 колку ќе добиете, велат дека тоа е во моментот многу доходовен бизнис. Повеќе и од оружје, и од дрога, и од мигранти, од све. Зборам за моментот сега. Можеби ќе излезе некој друг бизнис што ќе биде многу по... Ово сега пример им даваме на овие што не гледат, што криумчара, што да шверцуваат. Сега всушност им бизнис ги ориентираме. Тоа е исплатливо да седнат и да го прават. Пиро сигурно. Ако најмногу мигранти не доаѓаат од Турција, где се има војна... таму е базата, каде што секојаш има 2 до 3 милиони. Секојаш на располагање. И колку што знаеме договорот меѓу ЕУ и Турција се финансираат тие кампови од страна на Европската унија. Едно хипотетско прашање, значи малце во водена политика. Ако Русија нападне Украина и то помине неказнето, Крим, Донбас, Запорожје, Харков и така натаму, а гледаме сите овие економски проблеми низ кои поминува Ердоган. Инфлација 80%. Можност да ги изгуби изборите за 2 години. Тогаш, зошто Ердоган да не го следи примерот на Путин, а има проблем тамо со тие грчки острови, од каде со камен може да фрлите да ја погодите турската обала,
И не да Боже да се случи, бидејќи има голем број на светски експерти, аналитичари кои велат дека тука е многу ранлив тој конфликт помеѓу Грција и помеѓу Турција. Тоаш ние можеме да се соочиме. Не е тоа конфликтот само тоа вие што можеме да се соочиме со милиони бегалци, милиони бегалци кои можат да не поплават. Во тој дел имате во морето, Средоземното море, огромни научалишта на нафта и на газ. И по моје видување, ако направам некоја анализа, мислам дека главното прашање веќе почна тие истражувања, веќе почна тие искри. Меѓутоа секогаш велам нема потреба од употреба на сила, огнено оружје. Дај да седнеме на маса, сите сме луѓе, за се можеме да се договориме. А овие вие што го велите, што се случува сега моментот во Европа, на европско тло буквално, значи тоа е рушење на меѓународното право. Значи секој што бил некогаш, да кажеме, еве Турција ако каже пред 500 години наша територија беше таму до Босна, се враќаме на тие територии со воена сила. Тие се многу посилни од сите земји каде што биле претходно. Така и воведуваме едно непишано правило и најлошо е кога неправото стара право со сила. Пред 500 години биле тоа наши територии, сега се наши. Знаете историјата како вели, па било Римско царство, па се менувале војски на овие простори. Ако сите го посакаат тоа да се вратиме пред илјадници години како било нашата територија, па Рим до каде ќе одеш? Погледнете лексиката на Путин. Русија е загрозена поради најавата на Украина дека биде членка на НАТО или желбата на Украина дека сака да биде членка на НАТО. Па таму имало оружје, па имало лаборатории, па имало ова и моле така НАТО. Погледнете лексиката на Ердоган. На Родос има грчки војници или не знам на Крит има грчки војници, а не треба да има нели според некој договор од Лозана 1922 година. Па островите се спорни, па има нафта, па има природен газ и така натаму. И сега ако Русија се повикува на Косово пресаданот, да, секоја голема сила после ќе се повика. Турција ќе се повика на Русија. Кина ќе се повика. И тука нема крај. Замислете тие 2 милиони бегалци кои Меркел и Ердоган ги договори да не поминуваат од Турција во Европа. Зошто после Втора светска војна се организираше? Ако ја отвара таа брана, ако отвара Турција таа брана, тоа ќе не поплави нас овде. Ама апсолутно не нас, тоа Европа ќе има невидени последици ќе има. Сакам да кажам дека после Втора светска војна, значи светот увиде кои се последици од војната, затоа беа формирани Обединените нации. Нешто пандан на Лига на народи. Лигата на народите не го даде својот, да кажеме, очекуван резултат и доведе до војна. И затоа се Обединените нации буквално да кажем како катализатор помеѓу оние кои сакаат да нападнат и оние кои сакаат да се бранат. И сега има 8 ноември избори во Америка, нели за представнички одбори така натаму, кои се клучни избори во кој правец ќе оде. Каде што втората партија вели ако добиеме нема помошта за Украина да бесконечно да ја испраќаме. Значи тоа се политички. Секој си бара политички следбеници. И тоа е влез за изборите 2024 година, значи таму е главната битка која се случува. Гледате, претходните избори завршија, нешто слично од Бразил се случува со 215 милиони жители. Кај што едниот кандидат не ги признаа поразен, значи призна. Па сега ги призна. На крај меѓутоа нели ги вадеше камионџиите и така натаму ги правеше. Сега имаме изборите претходни во Америка со упад во Капитолот, значи тоа се 2 или 3 столба на американската 27 април кај нас. Кај нас, значи тоа се едни исти ракописи сценарија. Значи со тоа се руши демократијата. Се руши демократијата. Столбот на демократијата се се создава немир, се создава одредена психоза дека некој ве лаже, дека некој ве краде, дека некој не го почитува вашиот глас, вашето размислување и така натаму. Ве прави изфрустрирани. Дека се најава нов светски породок и се тоа. Гледате, и тоа е еден конгломерат кој нас не уништува овде во Република Македонија. Затоа што сме мали, не сме светска велесила. Да сме светска велесила ќе не прашаат. Меѓутоа ние сме толку мали што никој не прашува. Нормално, ние сме тие кои треба да го избереме најдоброто што е за државата и за народот. Кога во Грција, гледате дека некои портали кои они ги има дефинирано како проблем финансиски, еве да речеме Моцарт спорт во Грција не може да го отворите бидејќи можеби тоа има конкуренција на нивните кладилници. Па имат некој вид на забрана. Вие можете да укуцувате Моцарт спорт порталот да видите спортски вести или било што друго, не можете никогаш да го отворите. Република Македонија е зрела за некои соседни портали и медиуми да има одредена блокада. Зрела е бидејќи преку нив се создава еден смут, се инвестира во една драматична хистерија кој тука не се случува во Република. Со лажни вести намерно, со спинови, со се, така почнеме така да завршиме. Тоа е дел на еден многу комплексен процес на хибридна војна кај што ние сме жртви на таа хибридна војна. Денешната технологија во сплет со денешната демократија го дозволува тоа.
и овој процес да не се изненадуваме дека во иднина ќе биде уште потежок, уште повеќе расширен. И затоа, она што незванично разговаравме, дали треба секому да простиш. Колку и да ве пцуе, и да ве бреѓа, и да ве измислува, вие ќе кажете, прости ми Боже, не знае што прави, и ќе продолжите натаму. Немате друго решение. Значи, ова хибридна војна, во овој дел, каде што вие велите лажни информации, па колку лажни информации бе вас кои слушнавме, ќе останат афганистанците во Македонија, па тоа беше пред избори. Значи, ќе имаме смена на популација во Македонија, па ќе ни земат работни места. Се случи ли нешто од тоа? Дека има, не знам, еве ве прашувам, се случи ли нешто од тоа? Дека има прилет, не знам, дека има скопските општини. Се случи ли нешто од тоа? Еден човек не остана. Кажавме како влада тогаш дека тоа е земја на транзиција. Мислам дека ниту еден афганистанец што го донесо минатата година не остана во Македонија. Да, сите транзитна зона бевме за да завршат на задната дестинација. Значи, ние сме членки на НАТО и нормално имаме и свој обврски таму да завршиме. Ние сме толку канта. Тога бевме на врата за влезот. Ние сме толку канта трупа што мигранти не ќе достанат во Македонија. Што паше не е добро. Мигранти не сакаат ни у Србија да останат, ни у Босна и Херцеговина, ни у Хрватска, дури ни у Словенија. Сите сакаат во Германија. Зошто најдобри имале, нели тие си имаат своји адвокати, најдобри услови, најдобро се. Еве да ви кажам дека у Куманово се собравме многу луѓе, пративме апел до амбасадата украинска со име и презиме украински државјани да дојдат, пошто имаме слободни простори за живење за истите, да им помогнеме, значи да ги удомиме тие луѓе. Добивме одговор дека никој не сака во нашата земја да дојде затоа што сите сакаат да одат во Германија. Ама гледате дека сега тоа постанува терет. Еве и оние што избега во Бугарија и оние што избега во Полска, веќе државите им велат дека мора да почнете да се социализирате во општество, односно да придонесувате да почнете да работите. И што сакавте вие нивите да ви ги работат украинците и украинките? Не, апсолутно не е така, меѓутоа во многу сфери, во многу струки имаме дефицит. Нели и така да мислам дека и Македонија, веќе што слушам од пријатели, е принудена да увезуваат работници дури од Украина, не, од Малезија, од Виетнам. Значи има Украина многу добра работна сила, образована работна сила, стручна, експертска работна сила. Така и одно што гледам во Србија, некои случаи денови читам на портали, претежно Нови Сад што дошле IT инженери, веднаш добиле работа. Да, и тоа се добри IT инженери украински, мислам, сум имал комуникација, сме гледале како функционира. Има медиуми одлични, во спортот инвестира и така одлични фудбалери или некој шумат емигрирано гледа овој што е наш актьор, што игра по левата страна, 100 милиони веќе цена на пазарот му се, што значи дека тоа е една нација која беше во една експанзија и нација која сега веќе е сопрена во тој развој. Голем дел на луѓе бегаат, тоа се образовани луѓе кои може да се искористат било каде во светот, меѓутоа во Грција гледавме, има доста украинци, има значи доста и ја кога патувам се среќавам, разговараме, сочувствам со нивната болка пошто ја потекнав семејство на бегалци од тој регион. Од таму. Да. Пиоров, значи сума сумарум, инвестирате во возила со десен волан, тоа најмногу проаѓа сега во Република Македонија, на еден вложен долар или евро, 4 или 5 евра може да заработите. Нема закана, значи нема затворски санкции кои за дрога, за оружје така натаму, значи ако имате пари, вложите ги се очекува времето кога ќе мора тие давачки си направи државата, зашто не наплаќање давачки сите нас не носи во пропаст. Фала многу, Пиваров, некои работи кажавме, некои работи не сакавте да кажете. Многу ме интересираше со кој руча, со кој се дружи Милен Врабевски, дали со делот Кумановска, дали со делот Делчевската структура, но во некоја друга интервју ќе можеме тоа прашање да го отвориме. Така. Службите ќе ви кажат се. Благодарам. Ова беше интервјуто со Владимир Пивоваров. Повторно кажавме многу работи. Четврток и недела. Интервју со Тома Аврамски. Ексклузивно интервју. Кумот на Желко Разнато Чаркан, стара сотот на Милорад Улемек Легија. Доволно е. Тома Аврамски, 2 интервјуа, 3 сати снимени разговори, ексклузивни материјали. Четврток 22 часот, недела 22 часот. До тогаш, пријатно вечер Македонија. Каде да си?